Здраво, ова е 18-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Сабурбикон на Џорџ Клуни, во кој станува збор за мирна приградска населба Сабурбикон со пристојни домови со уредни дворови. Под површината на оваа идилична слика се крие вознемирувачка реалност во која семејството Лодж поминува низ турбулентен период на финансиски измами, свирепо насилство и уцени по живот. Сабурбикон, наведум, е совршената утописка Американа на бејби-бумерите од 1959 година, приградска населба во која се одвиваат два водечки автодеструктивни наративи со симултани превирања, едниот за доселувањето на првото афроамериканско семејство во населбата, носејќи го заедничкиот непријател на белците, кои шират невистини за нив, за да го потхранат нивниот притаен расистички гнев, кои зверски ќе го реализираат во една масовна хистерија, докажувајќи дека тие се најпогодните луѓе за интегрирање. Преостанатите лоши избори припаѓаат на семејството Лодж, кое се подготвува да спроведе осигурателна измама, но секој учесник во неа сака поголем дел од тој што му следува, за да дојде до своето парче спокој преку неколку мртви тела. За накривувањето на етичкиот и морален компас се виновни сите жители на Сабурбикон, бидејќи совршениот колектив е антагонистот, односно злобникот зад фасадата, без разлика дали станува збор за уценувачи кои упаѓаат во домот со хлороформ, соседите душкала и озборувачи. Во мигот кога белците ќе се прогласат за жртви, претекуваат фрустрациите и неоправданата одмазда ја земаат во предвид како изговор за нивното организирано насилство врз невините. Диспропорцијата е евидентна и кај членовите на семејството кое е микрокосмосот на овој налудничав свет, кои одат до таа екстрема да ги отстранат останатите членови на фамилијата кои се противат на нивниот расипнички план, додека поетската правда на уметничкото дело не им се спротивстави во таа јалова намера. Сценаристите Джоел и Итан Коен ја имаат здобиено репутацијата на кралеви на црната комедија при поигрување со абсурдните ситуации и диалози меѓу ликовите кои се фатени во небрано, потенцирајќи ја парадоксалноста помеѓу подигнувањето на огради и дивеењето кое преминува во немири на непровоцираните белци, наспроти стоицизамот на афроамериканците. Меѓутоа, оваа извитоперена поставеност сценаристите знаат да ја зачинат со хорор елементи во стравичниот и крвов трет чин, како во нивните стари добри времиња Фарго. Режисерот на филмот Џорџ Клуни неколку пати свесно ја поставува призмата на гледачот низ очите на детето во семејството Лодж, кое неволно е впрегнато во вртлогот на измамништво на неговите родители и со јасни индикатори согледува дека мора да најде начин да го истрае подлиот план на родителите. Пластичната глума одговара на пластичните ликови, кои пак соодветствуваат на парадигмите на периодот на кој се цели, а за пофалба е Џулијан Мур, која во овој филм и во Wonderstruck успешно глуми два лика и исто како и во Kingsman 2, измислена е да живее во повоена Америка на минатиот век. Преангажираниот Александре Десплат го збогати филмот со весела музика од површината на идилата од памфлети, која мрачна е како гледачот ја согледува трулоста и јадовите кои се кријат во срцевината на преградието, исполнето со разни стереотипи и предрасуди, кои единствено ги наминуваат децата кои се здружуваат затоа што не се обременети со овие комплекси. Радиодрамите на Реј Бредбери, емитувани на транзистори, црно-белите телевизори, автомобилите на бејби-бумерите со совршени дворови, се одлика за прецизниот временски рез, кој го прави овој дел од рајот да изгледа примамливо, но и премногу добро за да се поверува во него, пред се благодарение на продукцијскиот дизајн на Джеймс Д. Бисел, кој соодветствува на оваа верзија на Клуни на Blue Velvet. Роберт Елсвит, кинематографот на модерните ноар филмови како Nightcrawler, е снимател на филмови во кои глумел и ги режирал Клуни, кој е сосема погоден за филмот, бидејќи ноар елементите со мафијашите, федорите и игрите со сенки му годат во овој колоритен филм, исцртан со пастелни бои.
Клуни не се појави во филмот, иако глумел во Коеновски филмови. Тој изјави дека Џош Бролин наменски е отстранет од филмот со оглед на тоа што ја намалувал тензијата и зголемувал комичноста, па ќе мора да му веруваме на зборот за тоа што комичните дијалози во овој филм се на изумирање. Ако Get Out го употреби расизмот како предложка за темелење на хорор филм, истото во рамките на црната комедија со здрава доза на коеновски нихилизам го направи со Барбикон, со една важна дистинкција. Оскат на ротацијата во филмот на Џордан Пил беше околу афроамериканецот, а во филмот на Клуни семејството на афроамериканци беше поставено на маргините на действието. Филмот бележи најслаба заработка за еден white release на Paramount, иако има 25 милиони долари буџет, има 10 милиони долари заработка, како и останатите филмови режирани од Клуни, така и овој ме остава со прашањето кое ме мачи од Confessions of a Dangerous Mind до ефемерниот до Monuments Men, дали ќе постигне со Барбикон позначителна цел од веќе преџваканата доктрина дека во сите од нас лежи зверот, кој се буди и нанесува штета исклучиво под покровителство од нашите предрасуди, проектирајќи ги нашите недостатоци врз другите, или можеби филмот се поима како нечија реакција на модерната американска политичка клима. Доколку морам да го евалуирам филмот, тогаш населбата со Барбикон од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 18-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!